Пукна прекршочна задрина Ахмети. По една година полниот багажник опасна пиротехника се сведе на 7 петарди и 15 кутии ракети за огномет. За обвинителите ова било мало количество, па немало причина за кривична одговорност. Во однос на кривична одговорност, вешто лице изврши увид и анализа на запленетите пиротехнички средства и детално констатираше поединечно за како видно пиротехнички производи станува збор. Согласно извршеното вештачење, во конкретниот случај се работи за 7 петарди и 15 на кутии со ракети за огномет, чии испалувања биле евидентирани поединечно, но во суштина се поврзани и представуваат една целина. За набавката на огнометот пријавениот поседувал фактура од правно лице, чија што дејност е продажба на пиротехнички средства, а за изведба на огнометот било ангажирано друго правно лице. Младиот Ахмети стана познат на јавноста кога беше откриено дека е собственик на трговскиот центар Соравија во срцето на Скопје. Тој без вложен денар на свое име поседуваше 39% од трговскиот, а откако случајот почна да се проблематизира со откажа од собствеништвото, се бараше отворење на постапка за продажбата на Соравија, но обвинителите решија само да бидат неми посматрачи. По овој скандал се појави и самиот Дрин, а својот Чичко Али го прогласи за мотивација. Mr. Ahmed is my uncle, and God bless him. He's been a motivation through all my life because he's just, he's fair. He helped keep this country today. The lady asked me, do you speak Macedonian? We wouldn't have Macedonia today if we followed Ljupča Georgievski's splitting of the country. И понатаму јавноста сведочеше за нови и нови скандали со кои се поврзуваше тој, ги покажа и своите предприемачки способности. Од фондот за иновации доби грантови во износ од 82.000 евра. Дрин си имал фајдено и од Елем. Преку два тендери од македонските електрани добил речиси 90.000 евра. За добиените грантови младиот Ахмети стане случај за антикорупционерите. Поради сомнение за незаконско работење антикорупцијска, тогаш побара разрешување на тогашниот директор на фондот за иновации Фестин Халили, кој сега се соочува со кривична пријава поради сомнежи за криминал додека бил на функција.